Родителите чии деца учат во приватното училиште Јахја Кемал побара објаснување од образовната институција околу информациите кои во последниот месец ја брануваат македонската јавност. Телевизија Нова стапи во контакт со дел од родителите. На неколку дена пред стартот на новата учебна година, тие сакаат да знаат каде ги праќаат своите деца. Велат дека од училиштето добиле имејл во кој пишува дека на 1 септември ќе започне наставата во Јахја Кемал. Во меѓувреме, дел од владините министри соопштија дека ќе продолжат да ги поддржуваат владите кои се избрани на демократски начин, аудирајќи на моменталната власт во Турција, за да се излезе во пресет на турските институции, се бараат правните и законските механизми кои стојат на располагање во вакви ситуации. Од Турција побараа од државите од Балканот да ги затворат сите и фирми кои имаат некаква поврзаност со Ѓулен, кој е обвинет за државниот удар во Турција, а според информациите од турските медиуми, токму училиштето Јахја Кемал е поврзано со неговата организација. Ние даваме, како што кажу, силна поддршка на легитимно избраните институции во Република Турција, а прашањето вие кое што го патувате претпоставува соодветна операционализација и веројатно ќе се барат правни механизми и законски механизми во Република Македонија за реализирање на определени цели. Македонија единствено ги поддржува демократски избраните институции во Турција и во тој поглед ќе соработуваме со владата во Анкара во насока на помогнување, односно остварување на нивните цели, секако во рамки на нашето законодавство и во рамки на нашите интереси. Од училиштето Јахја Кемал, но и од дел од останатите компании кои се на црната листа на турскиот претседател Ердоган, која ја објави новинската агенција Надолија, засега ги отфрлаат обвинувањата дека на било каков начин се поврзани со терористичката организација ФЕТО, која е под раководство на Фетулах Ѓулен. Имено организацијата ФЕТО се товари за организација неуспешниот државен удар во Турција, а претседателот Ердоган од Соединетите Американски држави побара екстрадиција на Ѓулен, бидејќи тој во моментов живее во Пенсилванија.